Благодарам, председателе. Особено вака важна тема, особено од аспект на оној епилог кој што ќе го имаме политички на крајот од годинава, кој што ќе биде интерпретиран во локалните избори. Овој закон е еден од оние сетови на мерки од четвртиот пакет, кој што мнозинството толку многу го фалеше во изминатиот период, кој што исто како и претходните три мерки можеме да видиме дека има половичен ефект. Конкретно да поедноставам за граѓаните, скоро вака во просек секоја година по овој основ, по основот на данокот да додадена вредност, државата префрлува од прилика 34 милиони евра, а сега, кога ќе се земе просекот на изминатите 3 години, заради тоа што согласно пандемијата, ама не само заради незе, и заради ослабената економска моќ на Република Македонија, се прави просек од изминатите 3 години и ќе се префрла 36 милиони евра, односно 2 милиони евра согласно тригодишен просек, повеќе отколку просекот кој што се префрла секоја година. Верувам дека е недоволно и верувам дека ова е уште едно од оние мерки во духот на изминативе 4 сета, каде што половично ќе бидат искористени, односно апсолутно нема да имаат никаков значителен бенефит по единиците на локална самоуправа. Секогаш и лично како човек, а и како дел од опозицијата, ќе поддржиме онаму каде што одредени давачки на граѓаните се намалуваат или без разлика колку, дури и 1 евро да се дава кон општини или кон граѓани каде што треба да се помогне, ќе ги поддржиме, но сепак треба да бидеме реални, треба да бидеме искрени и треба да делуваме во насока на подобрување на овие ситуации, во подобрување на овие нешта, за да можеме преку процесот на децентрализација оние институции кои што се директно повикани да ги решаваат проблемите на граѓаните, добијат доста повеќе. Ке ве потсетам на 2018 година, каде што владата префрли 50 милиони евра на оние општини кои што имаат долгови, затоа што се презадолжени, но сепак не се внимаваше тука во одреден процент како или што ќе биде тоа, па така да оние кои што биле одговорни градоначалници, кои што си редовно си ги сервисирале долговите и кои што внимавале да не го нарушат финансискиот бонитет на општините, кредитниот рейтинг и така натаму, кои што гледале домаќински да се однесуваат со своите граѓани со она што го имали при тоа да не ја презадолжат општината, добија исто колку оние кои што не домаќински управувале со општините, па така да можевме да видиме дека еве една општина Ѓорче Петров, согласно кажувањата на министерот за финансии тогашен Драган Тевдовски, заедно со уште две општини е најмалку задолжена општина, таа доби исто во третманот од власта кон општините колку некои општини кои што должеа милиони евра. Сега, тогаш 2018 година општините должеле 97 милиони евра и логично е по исплатата на тие долгови, денеска тие долгови да бидат многу помалку. Ама не е така. Жалам зашто не е така, но сепак согласно извештајот од Министерството за финансии 2 години подоцна, односно септември 2020 година, општините должат 70 милиони евра. За 2 години градоначалниците на СДСМ креирале нови обврски кои се неплатени во износ од 23 милиони евра или зголемување за речиси 50%. За 2 години. Ако земеме во просек што за овие 2 години се изгради по општините, ќе видиме дека ништо друго освен генерирање на непотребни обврски со задолжување на општините. 2 години 50% изголемување на долгот кој што веќе се исплатил еднаш од државата, ние немаме ништо повеќе од привремени партиски вработувања и изголемување ставки по тој основ, откупување на нови возила и отуживање и бустирање само кон еден бизнис кој што можам да признам, а тоа е кон угостителскиот сектор. Што е исто така важно да се напомене? Овие 2 милиони евра, кои ќе се поделат на 80 општини и еден град, во просек излегува дека секоја општина ќе добие отприлика 20.000 евра, што нема да биде така заради тоа што и за распределба на овие средства ќе има одредена методологија. Сега, пред да заврши претходната година, ние имавме една маратонска седница каде што дискутиравме
и тоа комплетно ни криви ни должни, апсолутно ненадлежни, за одредена спогодба каде што требаше на АД Макпетрол да му префрлиме над 30 милиони евра под ниту еден основ. И сега на овие им префрлуваме 30 милиони евра, а на општините смогнуваме сили само 2 милиони евра повеќе од просекот. Сметам дека тоа апсолутно го нема никаде. Но еве, да не испадне дека само критикувам, би сакал да ве повикам да се зафатите за работа и си ги реализирате ветувањата кои што вие сте им ги давале на граѓаните во програмата за живот и во програмата Можеме. Таму имаше неколку ветувања кои што требаше да ја зајакнат автономијата на општините и да ја засилат децентрализацијата, нешто за кое што исклучително се критикуваше дека ВМРО ДПМН го задушило, дека општините немале доволна автономија, а сега можеме да видиме дека општините во оваа држава повеќе од било кога се зависни од финансиската централизација. Не само што не се децентрализирале, туку се позависни било кога. Тоа се бројки кои што се комуницирани. Мое своевидно воспоставено правило во работата на оваа комисија да комуницирам со бројки исклучиво произнесени од државните институции во изминативе 3 години додека СДСМ е на власт, нешто за кое што сметам дека е многу честно. Вака, се ветуваа работи како ова: засилување на капацитетите на општините, изголемување на транспарентноста и отчетноста во нивното работење. Освен вработување на партиски кадар во овие сектори во општините, ниту 1% не е помрдната работата на позитивно во овој сектор. Зголемување на годишните средства за рамномерен регионален развој од околу 4 на 80 милиони евра со цел да се стимулира локалниот економски развој. Вчера имавме можност да дискутираме по овој закон на второто читање, дискутиравме и на комисија, дискутиравме и при првото читање и евидентно ви ги кажувавме разликите во овие региони во Република Македонија. Подобрување на услугите и зголемен квалитет на живење на целата територија на Република Македонија. Јакнење на улогата на Министерството за локалната самоуправа во делот на рамномерниот регионален развој. Пренесување на нови надлежности кои локалната самоуправа може успешно да ги извршува од централната власт. Ова, драги колеги, ако се направеше до сега, ќе се покажеше дека структурно сака да се подобри работата на единиците на локална самоуправа помогнати од централната власт, а не вакви адхок решенија, колку само оној список на оние соопштенија што ги читавте кога се носеа овие мерки, да ги кажувате како дел од сетови кои што ќе помогнат да се спречи ширењето на економијата која што е девастирана од пандемијата, но не само тоа. Тоа го кажав на почетокот на моето говорење. Многу суштински работи требаше да се направат за да не се стигне до овде. Многу подобро некои работи требаше да се изменаџираат за да не се стигне до овде. Еве извештај за општината кој што е комунициран и кој што е јавно достапен од Министерството за финансии, конкретно за мојата општина. Во 2018 година општина Ѓорче Петров имало доспеани обврски од 2 милиони 134 илјади денари, а недоспеани од прилика 18 милиони и 664 илјади денари. Значи тоа е 2018 година. Ајде да видиме 2020-та. 45 милиони 187 илјади денари доспеани долгови, а 22 милиони и 400 илјади денари недоспеани долгови. Оваа недела ќе има седница на Советот каде што општината ќе се задолжи за нови 45 милиони денари. Значи за нови 45 милиони денари, така онаа општина за која што се лажеше. И тука не можам да искористам друг избор на зборови, не можам да кажам се манипулира јавноста, затоа што бесрамно се лажеше дека е презадолжена кога дојде новата општинска администрација, а не е така затоа што Драган Тевдовски, министерот за финансии тогашен, кажа дека не е презадолжена, дека е една од трите општини кои што не се задолжени во оваа држава. Тогаш беше, нели, вака или онака, а сега, значи за скоро 4 години, и покрај тоа што државата покриваше долгови како што така се зборуваше, имаме 1.700.000 евра нов долг. Значи,
Не треба вака на овој начин неструктурно да се прават мерките. Туку треба да се анализира, треба да се консултираат експертската фела и оние кои што разбираат, за да имаме суштинско подобрување. Ама ниту овие 2 милиони евра нема да помогнат во оние лаги кои што беа напишани во вашите програми, во нереализираните ветувања и во она раскалашено и недомаќинско работење. Проблемите ќе останат, затоа што 3,5 години не се решаваат. Помина првата година немавме распишано проекти, немавме проекти за ова, овој не помага, оној не помага. 4 години помина. 4 години помина. Тоа значеше дека онаа програма која што вие дадовте сега требаше 40% некаде да биде готова, а некаде да биде реализирана. Исто како што реагираме за овој закон, ќе реагираме и за сите оние други, кои што освен популизам и одреден начин за подкуп на одредено влијание или гласачи на изборите, нема да донесе ништо друго за граѓаните на единиците на локална самоуправа. Благодарам.